Указ број 47, врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија, се одликува Зоран Бечваровски од Австралија со медал за заслуги за Македонија. Указ број 48, врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија, се одликува Виолета Јовановска од Австралија со медал за заслуги за Македонија. Повелете. Указ број 49, врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија, се одликува Дијана Стеријовска од Австралија со медал за заслуги за Македонија. Указ број 50, врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија, се одликува Јованка Смилевска од Австралија со медал за заслуги за Македонија. Ваша екселенцијо, доктор Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија, почитувани представници на дипломатскиот двор во Република Македонија, почитувани пратеници од избората, почитувани дами и господа, добитници на медал за заслуги за Македонија, почитувани представници на исселеничките организации, добитници на победа за Македонија, почитувани дами и господа, представници на исселеничките организации, учесници на 4-та годишна конференција на исселеничките организации во организација на Агенцијата за исселеничество на Република Македонија. Ја имам особена чест и задоволство од името на сите физички лица, иселеници, добитници на медал за заслуги за Македонија и од името на сите иселенички организации, добитници на победа за Македонија, да се заблагодарам за укажаната чест, за укажаното признание и да ветам и во нивно име дека овие одликувања ќе представуваат само еден подпик повеќе за уште поголем ангажман за афирмација на Република Македонија, за афирмација на македонските културни вредности, за афирмација на македонскиот идентитет. Му благодарам уште еднаш на председателот на Република Македонија за овие одликувања. Само кратко да кажеме дека ова одликување на иселениците и иселеничките организации на иницијатива на пратениците од диаспората во соработка помеѓу Агенцијата за иселеничство и кабинетот на председателот на Република Македонија финализира во оваа вечер со доделување на одликувањата на иселениците и иселеничките организации кои беа одликувани вечерва, но одликувањата нема да завршат тука, затоа што Македонија до прва треба да им се одолжи на сите иселеници и иселенички организации кои досега неоправдано можеби од други причини биле малку подзаборавени, но со овој голем гест председателот на Република Македонија денеска покажа дека иселениците повеќе никогаш нема да бидат заборавени. Нивната улога во изградбата на Република Македонија, нивната улога во афирмацијата на Македонија, на македонскиот идентитет и македонските културни вредности не е заборавена и нема да биде заборавена, и само така треба да ја разберете, да ги разберете овие одликувања. Уште еднаш ви благодарам на сите, а сега со оглед на тоа што оваа свеченост беше предвидена како свеченост со која што ќе заврши 4-та годишна конференција на иселеничките организации во организација на Агенцијата за иселеничество на Република Македонија. Пред самиот крај на конференцијата ве повикувам на коктел и објавувам
завршување на конференцијата, на 4-та годишна конференција на иселеничките организации во организација на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија. Ви благодарам на сите што дојдовте на овој настан. Да ти прашам нешто? Дали може да го снимаме ова за телевизија за во Канада? Јас сум на Жаклина Кума, by the way. Okay? So don't give me a shit here. Sorry. Само што вашето здружение само што го доби ова признание, што ќе ни кажете колку труд и работа е вложена за да се добие се тоа, колку години постои ова здружение и која е целта која што досега ја остварувате? Нашиот цел од секогаш бил задржувањето на македонскиот јазик, потикнување на македонската култура и заедница во Нов Южен Велс во Австралија. Преку 35 години работиме волонтерски. Нашата организација е непрофитна организација и се трудиме да ги пренесеме јазичните способности на следната генерација на македонската заедница во Австралија. Секако дека многу голема работа е вложена на сите председатели, а и сегашниот председател Жаклина Михајлова. Кажете ни само во колку училишта во Австралија се изучува македонскиот јазик? Нашата организација само е раководител на тие училишта што работат во Нов Южен Велс, државата на Нов Южен Велс во Австралија. Па имаме околу 10 училишта на основно ниво и преку државните органи исто имаме околу 5 средни училишта и пред 8 недели почнавме и час за возрастни, за тие што имаат македонски, што им се партнери, за и тие да го изучуваат македонскиот јазик. Ние ви честитаме многу. Еве ние, кога кажувам тоа, сме сите ние од Македонија и од иселеништвото и посебни честитки до председателката Жаклина Михајлова. Ќе ви ги пренесам на вашите честитки кон неја лично. Благодарам. Да го снимам тоа. Користам приликата да ја поздравам и јас. Чекайте само. Чекај прво. Сега ова. Ти благодарам многу. Okay. Hi, Mr. Mike Zafirovsky. This is for Macedonian Television in Toronto. So, how do you feel right now? Very hot. Excited, very hot. It's obviously that for all your effort, Macedonia is giving you this award. Is it any obligation to continue working harder? It's not an obligation, it's a pleasure. It's a commitment. I've always been very proud to be Macedonian and look forward to be doing this for many years to come. Благодарам. Thank you very much. Okay, picture. So, Mr. Kolovsky, UMD is one of the organizations that received this very special award from the President Ivanov. That means that you have more obligation and you have to put more effort in the continuation of your work, right? Yes, I'm very honored that President Ivanov and Macedonia have decided to give us this honor for everything that UMD has done in collaboration with all Macedonians around the world to support Macedonia and to support the Macedonian cause. You know, we definitely, this is a motivation for us to continue our hard work. I can say
that many of the organizations that receive this award are hard-working organizations for more than 10, 15, 20 and more years. And your organization is just a baby and still receiving this award. It's such a compliment. Truly an honor for 10 years existence to get this honor from President Ivanov. So yes, we're very honored. Thank you. You're welcome. I